УКЛО добро знае дека нивните обуки треба да најдат на прифаќање и стандардизирање и дека општините нема да сакаат да ги применат како правилници за работа, затоа што на многу мотници тоа не им одговара. Затоа и не се зафаќаат со толку коренити нешта кои чинат големи пари, ако нивните обуки бидат доброволни, а не задолжителни. Од таму тие знаат и дека проектите се капитал на општината, но само ако се добри, технички солидни, оправдани и докажани од советите и стручните тела, како и поврзани со ГУП-овите и ДУП-овите. Се начна неколку тези и беше останало на крај прашањето дали универзитетот може да даде обуки. Прво сакам да кажам дека кога ја прочитав насловот на работилницата Будење на заспаниот чин, баш разговаравме со господинот Александар и му кажав дека па ние како универзитет веќе го разбудивме чинот. Како што каже и ректорот, на 25 октомври, на 25 април се извинувам, се подпишаа низа на договори за соработка со кои се буди джинот, ако джинот е регионот. Разбирам. Не само што се подпишаа соработки, туку и се реализираше. Општина Битола за универзитетот даде 40 платени практикантства за нашите студенти во текот на летниот период. Општината Новаци не само што ја помогна манифестацијата, туку даде и неколку обясненица за жители на општината кои што ќе студираат на нашиот универзитет. А тоа е сето, исто така и нели подпишувањето на таа УКЛО мрежа која што ќе започне да функционира повеќе во септември. Тоа не само да е будење на заспаниот чин, туку и доказ дека да, универзитетот е отворен и универзитетот, доколку се покаже интереси од страна на општините, може и тоа како да помогне во будењето на джинот. И не само во будењето на джинот, туку и во задржувањето на младите во своите родни места, задржувањето на младите во регионот и задржувањето на младите во државата. Таа е основната интенција на универзитетот и мотивацијата на младите на тоа да се темели мотивацијата на младите во идниот период. Да направиме за нив се, да им дадеме добро образование, добри услови, за да останат во своето родно место. Меѓутоа, ние ќе го дадеме доброто образование, а добрите услови понатаму зависат од целиот систем во кој што се на локално ниво и општините. И токму во таа насока е, верувам, и вашето прашање дали универзитетот може да даде обуки за администрацијата, бидејќи сигурно го поставувате тоа прашање на основа на нешто што сте детектирале дека во тие општини недостасува од аспект на услуги кон граѓаните. Универзитетот може да даде обуки, универзитетот давал наназад во долги години различен вид на поддршка во рамки на различни проекти на општините и тоа не платени. Поддршките биле многу пати волонтерски. Про боно сме работеле за општините, се во насока да ќе подобриме услугата која што администрацијата треба да ја даде за граѓаните. Јас ќе го кажам мојот личен пример. Во периодот од 2019 до 2019-2021 во континуитет работев за подобрување на капацитетите на општинската администрација во општина Битола од аспект на решавање на сообраќајните проблеми. Мојата улога беше, јас бев ангажирана како консултант од Германската агенција за меѓународен развој, а општината Битола, не само општина Битола, беше општина Кавадовци, беше општина Охрид, беше општина Карпош во Скопје и ако изумам некој и општината Прилеп во еден мал дел. И навистина се направи во тие 3 години голем исчекор во многу општини, а дел од општините останаа со подобрувањето на капацитетите, за жал, таму каде што беа, бидејќи колку и да сака универзитетот да помогне, колку и да дава поддршка универзитетот, доколку тоа не се свати и не се примени од страна на локалната самоуправа, нема да има подобрување на услугите. Зборувам не само за администрацијата во локалната самоуправа, туку и за
носителите на обуките. Бидејќи секој градоначалник доаѓа и си заминува, доаѓа со некаква визија, а при тоа не ги зема во предвид сите проекти кои што претходно биле започнати и да се работат. Тоа е еден од проблемите. Не само тоа што администрацијата не сака да ги прифати новите трендови, новиот начин на работа, проактивноста, ефективноста, туку и самите градоначалници и нивниот тим доаѓаат со своји проекти и како за нив од тука да почнува решавањето на проблемот. А се што дотогаш било направено, тоа како да не врши. Тоа се основните проблеми кои јас лично имам детектирано во низа на општини со кои што сум соработувала на експертско ниво. Сме се обиделе како универзитет да помогнеме многу и за истиот проблем сме нашле решение во Охрид, сме нашле решение во Кавадарци, не успеваме да најдеме решение во Битола. А тоа не е, знаете, не зависи од нас, тоа зависи од локалната, од администрацијата во локалната самоуправа и секако би рекла од носителите на одлуките, бидејќи тие се тие што треба и администрацијата да укажат како и сега кои се тие нови принципи кои што треба да ги почне да ги применува. Од моје лично искуство затоа велам, универзитетот давал и може да даде многу обуки, меѓутоа мора да најдеме механизам како и многу знаење, не обук, не само обуки, туку и многу експертско знаење, да најдеме механизам како сето тоа што универзитетот го дава како поддршка да биде правилно искористено. Бидејќи како и други низа на проекти и експертизата која што ќе ја дадеме, ќе дојдеме, ќе завршиме со презентацијата, ќе завршиме со преведувањето на проектите, ќе ги дадеме нашиот акционен план за решавање на проблемот, мерките, меѓутоа ако тоа не се заврши навремено и согласно покажувањата, тогаш и тие обуки ќе бидат како и многу други акции и активности кои што се запаѓаат бесполезни. Јас тука сакам да го ставам акцентот дека мора да се најде механизам кој што ќе контролира колку се зголемува капацитетот на администрацијата врз основа на таквите обуки, работилници и експертизи кои што им се дават.